Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги и колешки пратеници, почитуван председател. Би сакала да го започнам ова моје излагање со истражувањето на Националниот демократски институт од оваа година, спроведена во април, каде што на граѓаните им поставуваат прашања главните причини за влошување на животот на граѓаните и вели според вас која е причината која што довела за промена на животот на граѓаните во нашата земја на полоша. Сите граѓани се изјаснуваат дека токму судството е втората причина, односно веднаш зад економијата. Граѓаните сметаат дека само 3% судовите, обвинителството заслужуваат доверба од нив. И тоа е со право. Затоа што токму денеска овој предлог за уставен судија ја потврдува недовербата на граѓаните. Граѓаните со право имаат само 3% доверба во судиите и во обвинителите. Морам да признам дека е и скандалозно, немалку и непријатно, да предлогот кој што денеска го имаме за уставен судија не биде образложен од судскиот совет. Впрочем, овој молк само го потврдува сомнежот дека можеби предлогот за уставен судија, председателот ќе ве замолам ако може, дека предлогот за член на уставен судија отвара сомнеж дека доаѓа токму по налог на владата. И се додека судската власт во Македонија молчи, неправдата во Македонија ќе биде погласна. Почитувани, пред мене е биографијата на господјата Добрила Кацарска. И, драги млади правници, брилјантни борци за човекови права, навистина жалам што некој токму од вас денес не е предлог за судија во Уставен суд, туку напротив не имаме кандидатка со просечна биографија. Многу повеќе правници кои што се во институциите и посветено и честно работат, далеку се покомпетентни од денешниот предлог. И ова не го зборам напамет, туку напротив се повикувам на биографијата која што е доставена. Замислите, ова е само 3-4 страници од биографија, од која што можеме да заклучиме дека господјата Кацарска многу патувала, имала семинари, и тоа доста семинари, морам да признам, за односи со јавност, најверојатно во истиот континуитет како и владата, повеќе да користите пиар алатки наместо да се посветите и вредно да работите во вашата област. И веле дека има познавање од англиски и руски јазик и веднаш потоа во биографијата самата се демантира и прави грешка во англискиот јазик. И тука ми текнува дека доколку не беше тргнат критериумот во Академијата за судии и јавни обвинители за познавање на англиски јазик со приложување на сертификат за меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик, во едно такво време господјата Кацарска не би можела ни да аплицира за судија и тогаш не би можела да биде ни избрана за јавен обвинител или пак за судија и би дошла до израз многу поквалитетни и многу постручни од неа. Оно што ме загрижува е дека биографијата на господјата Кацарска наликува на биографијата на Катица Јанева. А тоа е дека дефинитивно нема да биде во можност да спроведе правда. Жалам што господјата Кацарска одлучи да биде символ за неправда во Македонија, но ете, Кацарска судството денеска за жал и во време на пандемија стигна на дневен ред да биде наградувано. Судија која што ја крши Европската конвенција за слобода и изразувањето на мислата, го крши Уставот и тоа го потврдува Уставниот суд, но и станува партнер на власта во промената на уставното име, не сме да биде судија, најмалку судија во Уставен суд. Европската унија во континуитет не подсетува на rule of law,
стабилноста на институциите во гарантирањето на демократијата, владењето на правото, заштитата на човековите права се основни критериуми од Копенхаген, колеги. Но ние, за жал, немаме сваќање во овој дел. Основните вредности на ЕУ вклучуваат владење на правото и почитување на човековите права. Од огромно значење да имаме ефективен, независен и квалитетен правосуден систем и ефикасна борба против корупцијата, бидејќи тоа, впрочем, значи во пракса почитување на фундаменталните права. Во извештајот на Европската унија за напредокот на Македонија, нашите европски партнери потенцираат колку е важно да се обезбеди судството да е заштитено од било кој ризик или перцепција на политичко мешање. Но вие денес немате слух за нашите европски партнери и тоа што во континуитет ни го препорачуваат. Вие денес, напротив, одите контра и ја предлагате Кацарска, која што стана синоним за партизирано судство, слуга на власта, а и самата потврди дека се чувствува како комуњарка. Уставниот суд е лицето на правдата. Тоа е нашата заштита. Затоа сериозно треба да се размисли кога се доставуваат предлози за судија. Бидејќи на нас повеќе од било кога ни е потребно владење на правото, независно судство, ослободени од стегите на извршната и на законодавната власт. Нас ни требаат студии кои што ќе инспирираат доверба и ќе ја зајакнат довербата во институциите. Ќе бидат пример и инспирација за сите граѓани во Македонија, но и надвор од неа. Па само да ве потсетам што се случи во септември, кога за жал почина врховниот судија на САД, господјата Рут Баден Гизбург. Целиот свет жалеше затоа што изгуби неуморен борец за право и правда. На самиот крај нас ни требаат судии кои што ќе донесат правда и мир, а за жал тоа не е во капацитетите на господјата Кацарска. Ќе завршам со Фредрик Даглас кој што вели: унаму каде што се негира правдата, каде се применува сиромаштијата, каде преовладува незнаењето и каде што се прави една класа да чувствува дека општеството е организиран заговор за да ги угнетува, ограбрува и деградира, ниту лицата, ниту имотот нема да бидат безбедни. Или скратено, нема правда, нема мир. Ви благодарам.